Добар ден, почитувани гледачи, веднаш по овој преглед на вестите и информациите од земјава и светот, веќе добро знаете дека е терминот резервиран за нова визита. Понеделнички почнуваме со денешната тема, а во текот на оваа работна седмица 4 нови теми од областа на здравството и 4 различни гостувања. Во денешната емисија зборуваме за малигните заболувања, современите методи и современите начини на рано, точно и навремено дијагностицирање на малигните заболувања, што ќе значи и поефикасен третман, а секако и подобра прогноза на самото заболување. Почнуваме со анкетата, да ја проследиме заеднички, а веднаш потоа и со разговорот во денешната визита. И денеска верувам дека ќе земете учество, ќе поставите прашање, за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате, токму од докторката која што денеска ни доаѓа на визита. Карциномот, господја, во светски рамки, па и кај нас, зазема епидемски размери. Дали ние сме доволно информирани за карциномот на било кој орган? Не, доволна мера. Јас многу жалам, макар да живеам во Скопје, одамна родена што се вели, ми се чини како тече времето, како промените дојдова наеднаш. Малку се залагаме за таа опасна болест. Сметам дека е многу битно да се превземат соодветни мерки, особено сега еве некоја промена на власта нели има, јас се надевам, имам верба дека навистина ќе биде повеќе коректура на она што не сме го постигнале, не сме го направиле, особено нашите академци треба малку да превземат повеќе мерки. Таму се стручњаци, изнастручњаци и субстручњаци. Сметам дека треба да се завземат, особено за здравјето на луѓето, прво за чистиот воздух да го дишеме, второ малку миграција да се регулира, да се разбереме, никој не ќе дојде у село да работи. Јасно, нели? Меѓутоа, ако се пружат услови како што сакаме ние да тргнеме веќе по демократскиот народ и другите држави, сметам дека и како ќе има луѓе што сакаат да се на фарми, земјоделие, ама треба услови. Не сега да се разбереме, жена сум, веќе години баба, имам 5 внуци и паравнук чекам. Да ви се живи. И сакам да кажам дека кога да почнеме од она што е многу битно, наталитетот, да нема гинеколог во една урбана средина, викаме се, не ги викаме ние селани, тоа се граѓани за нас сите. Информирани, има информации доста, мислам преку телевизија, на Канал 5 и другите. Секогаш има здравствени тие емисии, има доволно. Па сега дали има уште понатаму, ќе слушнеме и ќе разбере. Според вас, што треба да се превземе за да биде поголема свеста кај граѓаните за опасност од овие малигни заболувања? Да се спречи, прво, едукација. Со едукација од најмалата возраст на децата, од училишната, да речам, не мора предучилишна, има други воспитни дејности кои треба да ги обавуваат, мора да се превземат мерки. Сите стручни кадри... Само едукација и ништо друго? Едукација и нормално мерки да се превземат, да се одвојат средства, за таа едукација треба средства. Па мислам дека е доволно. Мислам, до сега, што е постигнато е доволно, а сега што ќе се постигне, уште тоа е... А што треба да се преземе за да дигнеме свеста на народот? Да дигнеме свеста, ова е само нервози, стресови, тоа е узрок, мислам, за тие работа. Што треба се преземе? Што ни доаѓаат тие нервози, стресови? Вие лично? Од све ситуации. Економска, политичка, тие све... Се на куп собрано. Домашни куп собрано. И домашни некогаш излага некои такви стресни ситуации. Денеска на визита, почитувани гледачи, ни доаѓа доктор Лилјана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден на вас и на вашите гледачи. Добре најдовте. За малигните заболувања обично и не сакаме многу да зборуваме. Велиме тоа се најстрашните, најсериозните, ама секогаш мора да бидеме добро информирани, добро едуцирани, за навреме да можеме нешто да препознаеме, нели како што велиме, раната дијагноза и точна дијагноза е она најдобрата. Ама ќе почнеме со нешто што сакаме од вас да го слушнеме. Нуклеарна медицина, кога ќе се спомене тој израз и термин, за сите нас изгледа нешто многу непознато,
нешто чудно, затоа сакам од вас поблиско некако да ни го доближите тоа. Така. Значи, тоа е една медицинска специјалност која што, можам да кажам, малку лекари специјалисти по нуклеарна медицина сме во нашата држава. И тоа е специјалност која што користи соодветни радиофармацевски препарати за диагностика и терапија кај одредени заболувања. За таа цел користи апарати од типот на гама камера и во поново време овој апарат за кој што денес ке зборуваме, тоа е PET-CT или позитрона емисиона томографија и компјутеризирана томографија. Значи, тоа се детектори на отворени извори на јонизирачко зрачење кои што се од радиофармацевски препарати кои што ги аплицираме кај пациентот. Велиме, нуклеарната медицина е орган специфична или ткивно специфична област. Што тоа значи? Или болест специфична, така да кажам. Тоа значи дека индикација за одреден тип на нуклеарно медицинско исследување добиваме кога имаме веќе едно одредено заболување или оштетување на одреден орган. Па постојат соодветни радиофармацевски препарати кои што се специјално дизајнирани и кои што се акумулираат во тој соодветен орган, кои што ние специјалистите по нуклеарна медицина ги знаеме и во зависност од индикацијата ги применуваме во областа на нуклеарната медицина. Радиофармацевскиот препарат, всушност, можам да кажам дека е еден комплекс од радиоактивен изотоп и фармацевски препарат. И всушност фармацевскиот препарат е оној кој што е специфичен за органот, а радиоактивниот изотоп е маркер или оној кој што го емитира зрачењето. Значи, ние во моментов ги користиме најчесто употребуваните технициум 99М или метастабилен технициум, и јод 131. Тоа се двата радиоизотопи кои што најчесто се употребуваат за скенирање со гама камера и, како што реков, во поново време употребуваме флуор 18 како позитронски емитер за PET-CT скенирањето. Секако дека листата на радиофармацевските препарати е огромна, кои што се користат, меѓутоа со оглед на тоа што производството бара посебни уреди од типот на циклотрони, ние тоа го немаме во нашата држава, така да доставата на ваквите препарати е тешка и ограничена на оние кои што се долгоживеачки. Во моментов имаме единствен еден краткоживеачки радиофармацевски препарат, а тоа е FDG или флуородезоксигликозата. Така. И сега, како што реков, детектори во нуклеарната медицина се гама камерата, која што детектира гама зрачење или изотопи кои што имаат гама зрачење и PET-CT скенот кој што детектира позитронски емитер, кој што е повторно ослободува гама зрачење на малку поинаков механизам кој што ќе го објасниме подоцна. Како изгледа сето тоа? Современи нови методи, начини на рано диагностицирање, оно што е многу важно, нели? И кај секое заболување, но посебно кај малигните заболувања. Што представува всушност ваквото испитување? Значи, кратинката PET-CT означува позитрона емисиона томографија и компјутеризирана томографија. Јас обично велам, тоа е еден апарат 2 во 1. Значи, имаме една компонента на апарат како што е позитроната емисиона томографија, која што ни дава функционален приказ на заболувањето, односно детектира промени во организмот на метаболно ниво, и компонентата КТ или веќе познатата компјутеризирана томографија, која што дава анатомска локализација на промените. Со спојување или со фузија на овие два апарати добиваме еден моделитет во кој што можеме многу добро да прикажеме на кое место во организмот, значи на која локализација има одредено метаболно нарушување, што е многу значајно, особено ќе зборуваме подоцна за малигните заболувања, како што е и темата, кај малигните заболувања има еден механизам на размножување, растење на малигните клетки и потиснување на околното здраво ткиво. И точно овој механизам на нивно бујање и растење е искористен во методата на позитрона емисиона томографија. Најчесто употребуван радиофармацевски препарат тука е флуородезоксигликоза, или скратено познато кај пациенти кои што правеле веќе вакво испитување, FDG. Тоа е, како што кажа, флуор 18, изотоп кој што има краток полуживот од 110 минути. Тоа значи дека за отприлика 2 часа половина од оваа радиоактивност ќе се распадне кај пациентот, значи има кратко време на зрачење кај пациентот, што е многу добро. И што веројатно ги интересира секогаш така, значи и е споено со компонентата гликоза, значи флуородезоксигликоза.
секако дека во организмот имаме природна гликоза и како што реков, тоа е искористено во овој механизам. Малигните клетки во процесот на своето размножување, растење, бујање користат енергија и најчесто таа енергија е гликоза. И овој механизам многу одамна на експериментално ниво е утврден дека во колку се врзе маркер од типот на како што е флуорот со гликоза и тој се даде интравенски кај пациент кој што има малигно заболување, оваа гликоза веднаш бива прифатена од малигните клетки кои што ја користат природната гликоза како енергија, така да многу лесно со користење на овој апарат позитронски емисионен томограф може да се детектира местото во организмот каде што постои малигна пролиферација на клетки. Значи, тоа е всушност што го има некако предпоставка. Точно, да. Значи, така, значи близина. порано во прво време почетоците, да кажам, историјата на позитроната емисиона томографија датира многу одамна. Тоа е од 50-тите години, кога нели за прв пат почнало да се испитува овој механизам на користење на радиофармацевски од типот на позитронски емитери, меѓутоа првата 5К камера е инсталирана 90-тите години, значи не многу, така да кажам, стар апарат. Прв пат е тој препарат флуородезоксигликоза употребен тогаш, а понатака нели се развиваат многу други пософистицирани радиофармацевски препарати, повторно кажувам од истата причина, бидејќи немаме нивно производство кај нас, не можеме да ги користиме, бидејќи имаат полуживот од 2 минути, 5 минути и немаме како да ги транспортираме, па затоа најчесто овој се употребува кај нас. И како што реков, значи во поново време најнов апарат е PET MRI или позитрона емисиона томографија споена со магнетна резонанса, која што за прв пат е инсталирано во 2011 година. Значи, го следиме развојот на апарати во диагностика, велиме ендодиагностика или ендорадиологија, така ја нарекуваме на некој начин нуклеарната медицина, развојот во зависност од развојот на техниката и на новите молекули кои што се употребуваат во ова молекуларни имиджинг техники. Значи, тоа е всушност суштината на процесот на развој на самите имиджинг техники, ќе повторам, во детекција на промените на молекуларно ниво. Да, кои што ќе ни дадат уште попрецизни резултати. Кај кого постои индикација да се направи вакво испитување? Значи, најчесто индикационо подрачје е во онкологија. Значи, 90% од случаите кои што се јавуваат за 5К скенирање се онколошки случаи, а 10% отпаѓа на случаи од кардиологија и неврологија. И во светот, каде што нели пофреквентно се користи оваа процедура и се смета дека пациент кој што ќе влезе во оддел за онкологија и радиотерапија, најпрво треба да се направи 5К скенирање, значи во светот не може да се замисли менаџирање на пациент, онколошки пациент без ваков тип на скенирање. Кај нас се уште тоа не е баш така, со оглед на тоа што 5К скенирањето е се уште како приватна услуга, меѓутоа се повеќе расте свеста на лекарите и имаме нели правилно индицирање на 5К скенирањето. Како што реков, значи примерно во онкологијата и тоа се користи во неколку фази од менаџирањето на вакви онколошки пациенти. Значи многу поретко како примарна диагностичка метода, а многу почесто за следење на проширеноста на болеста, односно одредување на стадиумот на болеста, за следење на ефектите од спроведена хемо и радиотерапија, а во поново време и за планирање на радиотерапија. И сега на кратко би сакала да нели објаснам каков е механизмот за да би индицирале во одредена фаза од менаџирањето на онколошките пациенти. Велиме, во диагностика не се користи многу често, бидејќи постојат во поново време кај одредени типови на карцином специфични методи со кои што може да се постави точна диагноза за одреден тип на малигном, а морам да напоменам дека 5К скенот е многу сензитивен, меѓутоа не е специфичен. Што тоа значи? Значи, неговата сензитивност произлегува од тоа дека гликозата оди во малигни клетки кои што ја користат, меѓутоа ние не можеме да кажеме каков тип на малигни клетки се тоа. Туку можеме да кажеме дека да, кај пациентот постои карцином кој што е проширен или не проширен, има локални или дистантни метастази, меѓутоа не може да го одредиме типот на малигномот,
И затоа велиме златен стандард е сепак биопсијата. Нели, ние точно го локацираме местото на карциномот, меѓутоа помагаме во одредување на некој начин, да кажам, за местото за диагностика. Кај примерна диагностика примената е токму таму. Значи, во колку постои, например, некој нодул во белите дробови, кој што со останатите анатомски модалитети на скенирање, на сликање не може да се одреди за каков тип на нодул се работи, може да имитира и грануломатозно заболување, значи од типот на инфламаторни процеси. Во тој случај е индицирано да се направи 5К скенирање, да се каже да, тој нодул има акумулација на овој препарат и е малигном, а потоа се пристапува кон бронхобиопсија за да се докаже типот на карциномот. Второто индикационо подречје, реков, следење на расширеноста на болеста, односно одредување на стадиумот на болеста, многу значајна во одредени типови на малигном, речиси кај сите. Значи, од кога е веќе диагностициран, пред да се започне третманот, е многу значајно и така се креира на некој начин, да кажам, третманот, да знаеме дали се работи само за локализиран, примарен малигном, или пак се работи за негово проширување, што секако во одредени типови на карциноми го менува комплетно третманот. Нели, кај еден операбилен тумор, го гледате како единечен тумор, меѓутоа во колку на PET скенот детектираме локални или дистантни метастази, тогаш што и влегува во групата на иноперабилни, е потребно да се смени третманот. Значи, дали тоа ќе биде во зависност од типот на туморот, хемотераписка постапка најпрво или радиотерапија, да се намали туморот, па потоа да се интервенира, или пак ќе се оди, ако се работи за дистантни метастази, само на хемотераписка постапка. Значи, сепак тоа се зависи од имунохистохемискиот профил на туморот, кој што се прикажува при биопсијата, значи го одредува патологот. И, реков, наредна индикација е следење на ефектна терапија. Значи, најголема примена наоѓа во оваа област. Што тоа значи? Значи, до сега, до пред појавата на 5К, кој што во нашата држава го има од пред 3 години, значи, одредување на тоа дали терапијата делувала или не, било со помош на тумор маркери, потоа другите анатомски модалитети, како што се компјутерска томографија, магнетна резонанса. Меѓутоа, компјутерската томографија и магнетната резонанса, кои што ги нареков анатомски модалитети, даваат само големина, поставеност каде е туморот, каде се метастазите и така натаму, меѓутоа не може да ја одредат така, велиме, да го одредат животоспособноста на туморот, просто да се изразам. Нели, при 5К скенирањето, велиме дека тоа е техника на метаболен имиджинг или метаболна техника на снимање, значи ние точно со појава на акумулирање на тој контраст во туморот гледаме дали е тој тумор активен, дали е жив, така да кажам, виабилен. Значи, после најситни детали, нели? Да, до најситни детали, значи што е многу битно кај карциномот. Значи, после одредена тераписка постапка, туморот може да ја изгуби својата виабилност, својата живост и да остане само како едно цврсто фиброзно ткиво, како една неактивна маса. Порано, кога се следело со компјутерска томографија, значи не можете да кажете дали таму постои виабилност или не, или е само една маса, нели, која што е некротизирана, неактивна, па се користеле други параметри, нели, тумор маркери и така натаму, меѓутоа сега со 5К скенирањето многу лесно може да се утврди. Еве, например, да речеме, кај најчесто користено е кај лимфомите како тип на хематолошки заболувања. Значи, многу често правиме PET скенирање во текот на целиот третман на пациентите со лимфом. И тука морам да кажам дека е многу битно да имаме иницијален PET скен, така го нарекуваме ние, пред започнување на третман. Што тоа значи? Значи, пред да се започне со хематоонколошката постапка, се подвргнува пациентот на 5К скенирање и се следи каде се има нели, појава на лимфом, дали е тоа само нодален, екстранодален и така натаму. Потоа клиничарите според тоа одредуваат каков тип на терапија ќе спроведат и после одредени циклуси на хемотерапија, значи во соодветен протокол, се прави, велиме, интерим или средишен 5К скен во тек на терапијата.
Зошто е тоа битно? Значи, во колку на првиот скен сме добиле одредени акумулации, ние ги велиме топли зони, обоени зони на PET скенот, кои што исто така и ги квантифицираме, правиме квантификација на прифатот на контрастот во тие одредени малигни места на малигно акумулирање. Во интерим или средишниот скен во тек на терапија, во колку дојде до намалување на акумулацијата на контрастот или исчезнување на промената, во тој случај клиничарот се наведува дека да, таа терапија е ефикасна и може да продолжи со таа терапија, или оваа терапија не делува и мора да се смени. Нели? Порано, кога не постоел тој интерим PET скен, се одело до крај со терапија, па на крајот терапијата се велело терапијата не делувала или делувала, што секако нели хемотераписките постапки имаат и многу несакани ефекти и не е добро по пациентите. А вака веќе порано може да се смени терапијата и да поуспешно се третира пациентот. Се вели, значи, по некои статистички пресметки во светот дека PET-КТ скенирањето за 45% го менува текот на лекувањето кај онколошките пациенти. Значи, многу ефикасно го следи ефектот на терапијата. И последниот PET дава надеж и за самите пациенти. Секако, значи тоа е многу битно да знаете дека постои одредена метода која што може да укаже на тоа каков ефект дава една терапија која што е секако и агресивна, нели? Така да е тоа многу значено и на крај секако да правиме завршен PET скен кај овие пациенти кај што следиме дали третманот дал комплетен ефект или не и потоа во одредени временски интервали се прават контролни PET скенови. На тој начин, значи, што велиме со едно сликање добиваме увид во комплетната тераписка постапка кај пациентите. Така. И поставувањето на дијагнозата, текот на самата терапија и ефектот нели од терапијата дали се постигнува и затоа се вели дека во светски рамки незамисливо е да се третира така едно малигно заболување без добиените резултати. Точно во свет, значи во сите центри значи веднаш се прави прво едно PET-КТ скенирање за да се добие увид во целокупната состојба кај пациентот. И реков, во поново време се користи за планирање на радиотерапија. Повторно значено, нели радиотераписката постапка бара ограничување на местото каде што е туморот, за да немаме и радиација на околното здраво ткиво. Значи, така да многу често има тумори кои што се делумно активни, виабилни, а делумно се неактивни, така да со PET скенирањето онколозите, радиотерапевтите многу едноставно можат да го ограничат полето на метаболно активен тумор, на тумор кој што е на самото место, место и да со помош на специјалните уреди кои што постојат сега за радиотерапија да се циљано нели изврши радиотерапија без да се оштетува околното здраво ткиво. Така да ги слушнеме сега и гледачите, нивните прашања, па ќе продолжиме понатаму со разговорот. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Момент. Ало? Да, добар ден. Јас јавам со пациент со малигно заболување, меѓутоа сум лечен во Америка, во USA. Значи, имам карцином на белите дробови. Така. Беше големина околу 5 сантиметри на 3, со терапијата, имате и радиотерапија и хемотерапија во исти момент. Така да тоа се намали, мислам на 50%. После 8 третмани на хемотерапија, резултатите беа супер добри. Ми предложија уште една терапија као за уште 10% плюс да добијам на живот, како од те 750-60, меѓутоа првите две ги примив, третата не, затоа што не можев да ја поднесам. Сега сум во Македонија, немам направено контрола тоа PET скен, што вика докторката. Така. Па би сакал да го направам, кај треба да се јавам и да видам до кај сум стигнал со болеста. Така, добро е да се провери. Борит, ви благодариме, доктор Лилијана, доволно ли беше ова за да Да, доволно, добро. Ке податоците од типот така. на возраста на пациентот, тип имунохистохемискиот профил, типот на карциномот, што постојат различни типови на белодромни карциноми, дали е аденокарцином, смол цел,
non-small cell и така натаму. Значи тие ќе ги добиеме пред нели да закажеме PET-CT скенирање, бидејќи ние секако земаме една детална анамнеза кај пациентите. Не знам дали може да го кажеме телефонскиот број на нашиот кол центар. Еве само од клиничката болница нека се јават Аџибадеш, нашиот слободно кол центар, јавите се, ќе се и може да добијат на еден консултативен нели преглед и ќе се надобрземе после да слушнеме барем уште две јавувања. Карцином на белите дробови, каде и како има примена, каде во дијагнозата, а каде во самиот третман и во постигнувањето на ефектите од третманот токму со ова снимање. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, во програмот сум. Да, веќе сте вклучени во визита, повелете со прашањето. Да ви кажам нешто само. Јас сум разочаран. Мач ми почина, а не беше лош, беше добар човек. Јадеше, пиеше се. Он имаше... Там ние одевме за друга работа, они му кажа друго. Рекоа дека имал некое туморче, ама ние бевме, направиме биопсија. Не беше тој лошиот. Закаш. Тоа од државна болница од Симонида Црвенкова. Она му даде хемотерапија и зрачење. Зрачењето го уништи скроз, многу опекотини имаше. Дали некој орган му изгорела, не знам што, после му даде 10 инекции, последната инекција он умира. Што е проблемот, не знам, ја е напаѓам незе. Таа лекарка. Симонида Црвенкова. Така, ајде да не споменуваме имиња, јас знам дека е секогаш тешко кога зборуваме за вакви проблеми, за вакви заболувања, посебно и кога исходот на крај нели е онаков како што ни го кажа гледачката која што се јави. Причините никогаш не можеме да ги знаеме за одредени заболувања. Затоа зборуваме за рана дијагностика, тоа е многу значено. Веќе во напреден стадиум овој тип на заболувања, колку и да сакаме и колку да имаме современи методи на лекување, сепак се работи за заболувања кои што во зависност од тоа дали се работи за добро или лошо диференциран карцином, се прогресивни промените веќе ако се фатат во краен стадиум. Значи многу е битен стадиумот на болеста во која што ќе почне третманот. Така. Најраната фаза почетната, затоа велиме за секој, така? Така, значи затоа и препорачуваме да има брза дијагностика. Па во контекст на тоа може нели да споменам и за дека е многу значено најпрво пациентот да ги препознае симптомите. Значи нешто зборувавме дека нели еден само преглед е многу значено. Треба да си го знаете вашиот организам како се однесува. Значи, еден преглед на промени кои што постојат и следење на нивната прогресија, менување и така натаму, и потоа навремено јавување на лекар, а пак задолжението на лекарите од примарна здравствена заштита на нашите матични лекари е да знаат каде навремено да го упатат пациентот според симптоматологијата. И се од тука треба да почне всушност, нели така? И потоа нели следуваат цела палета на испитувања во зависност од симптоматологијата, така да PET-CT скенирањето е негде, така да кажам, на крајот од кога веќе и други испитувања кога веќе постојат позитивни параметри за веќе некои дали се тоа позитивни тумор маркери или симптоматологија која што укажува специфична симптоматологија која што укажува на канцерско заболување и така натаму. Реков, споменав дека најчеста индикација е лимфом. Значи лимфомите може да бидат и манифестни и да не бидат манифестни. Значи најчесто Ходжкин лимфомот оди со појава на лимфни јазли, изголемени, значи чворчиња по вратот, во препоните, под аксилите, кои што лесно може да ги напипаат пациентите. И нели во колку навремено се направи биопсија и се дијагностицира дека се работи, бидејќи лимфни јазли може да се јават и од друга етиологија, значи не се тоа само малигни лимфни јазли, значи навремено треба да се направи биопсија. Во тој случај велиме ќе се јави само да предпоставиме дека болеста ќе биде нодална, односно само во лимфните јазли, без зафаќање на витални органи и може лесно да се третира и да заврши со излекување. Во колку пациентите ги чуваат тие лимфни јазли со месеци без да направат дијагностика, припишувајќи дека се појавиле од некоја друга природа, во тој случај веќе дијагностиката со PET-CT ќе прикаже зафаќање на витални органи, што е се третира меѓутоа малку понапреден стадиум. На карциномот веќе не само на едниот орган, туку така, имаме индикации многу често кај малигни меланоми, кои што се во подем во последно време. Нели се повеќе се оди на тоа да изложувањето на сончевите зраци е штетно и така натаму, сепак постои мултифакторијален малигниот меланом.
Значи, воколку дојде пациент кај кој што промената е мала, со помали димензии, нели, со рак кој што е помалку назабен, тогаш може да се работи само за локализирана болест, малигна промена на местото на кожата, нели меланомот може да се јави внатре во организмот, не само на кожата, со евентуално зафаќање на локален лимфен јазел, што е еден тип на третман бара. Меѓутоа, воколку се работи веќе за појава на метастази во мозокот или по другите органи, тогаш секако нели. Така да не сакам да еден директен одговор на пациентката, многу е значајно во која фаза е третманот за да кажеме дали е постапката дала ефект или не, бидејќи ако се работи за напретен стадиум, постапката може да се спроведе, меѓутоа да нема ефект. Посакуваниот ефект, да. Добар ден и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Да, повелете. Добар ден. Да, ве слушаме одлично. Вака. Значи, прво е за поздравување што и во нашата држава имаме веќе апарат, тој што може да си дозволи да се снима. Так. Штета што нема и во државното здравство, нормално за и други да можат да си дозволат. Значи, прашањето ми е за моја блиска. Хемотерапија, од странето е дел од дојката, хемотерапија, сега се предложува и радиотерапија, бидејќи парцијално е од странета. Дали и кога би можело, например, ради контрола, да се направи, бидејќи е во поран стадиум, да се направи пет скан, има потреба и после колку време после овие третмани? Добро. Конкретно Благодарам. Да, многу конкретно и убаво прашање, бидејќи постојат одредени фази во третманот на болеста кога е пожелно да се направи ПЕТ-КТ скенирање. Значи, ние велиме најчесто 2 недели после започната хемотерапија. Значи, во текот на хемотерапија може да добиеме лажно позитивни или лажно негативни наоди на ПЕТ-КТ скенот, освен кај лимфомите, кај што се прави во тек на хемотерапија за да се види ефектот на терапија. Значи, кај болести конкретно кај карцином на дојка, многу ретко се користи во рана диагноза, бидејќи постојат други скрининг тестови, а почесто се користи за следење на рецидив на болеста, значи на појава на повторно појавување на болеста или за нејзино проширување, па се препорачува, реков, 2 недели после хемотерапија во било кој период или 1 до 3 месеци после радиотерапија, во зависност од тоа каква радиотерапија е примена, во која количина и колкаво било оштетувањето на местото на радиотерапијата. Значи се прави проценка и идеално е после 1 месец од радиотерапија да се направи ПЕТ-КТ скенирање, бидејќи во колку се направи порано, на местото каде што е изведена радиотерапијата, може да се повторно јави лажно позитивен наод. Значи тоа се општи препораки, се извинувам, во протоколите на работа кај ПЕТ-КТ скенирањето. Секако дека постојат и други препораки од типот, значи се препорачува 10 дена или до 2 недели после оперативен третман, повторно од истата причина, бидејќи како што реков, метаболизмот на овој препарат тој се однесува како аналог на гликоза, а гликозата е една супстанца која што ја има во секое место каде што постои оштетување и каде што клетките се лузната е место каде што настанува заздравување на ткивото и во тој процес на заздравување се искористува гликоза, така да ќе добиеме топла зона и таму каде што е оперирано или третирано местото. Така. И на ова прашање ќе се надоврземе и со она следно што ќе го Така, само се кажам, значи секако дека постои индикација кај пациентката, едноставно за да се направи ПЕТ-КТ скенирање, кое што секако ќе даде прецизно локализација ако постои некоја промена или да се надеваме дека нема ништо па ќе добиеме негативен наод. Така, да. Со ова испитување каде има примената само во диагноза, кај кои карциноми, а кај кои карциноми во следење и на терапијата или ефектите од терапијата и она што треба да се постигне. Така, значи тука стрикно исто ли е за сите малигни заболувања? Да, стрикно не можам да кажам. Значи кај сите малигни заболувања постои индикација да се направи ПЕТ-КТ во следење на ефектите на терапија, во одредување на стадиум, ние велиме стейджинг или рестейджинг. Стейджинг значи во почетен стадиум, а рестейджинг значи дека кога ќе е завршена веќе постапката, да видиме дали
е болеста излекувана или не, значи дали ќе се намали стадиумот на болеста на некој начин, значи кај скоро сите типови на карциноми. Значи во светските протоколи не постои тука ограничување дека одреден тип, сите типови на карциноми кои што велиме се FDG позитивни или акумулираат FDG, може да се примени оваа техника. Значи, исклучок се одредени типови на карциноми, како што е да речеме карциномот на простатата. Значи, најчесто карциномот на простатата дава метастази по коските. Па така да кажам, еден недостаток, тоа не е недостаток на 5К скенирањето, кај скенирање на скелетниот систем, бидејќи ние со скенирање ги скенираме сите органи, па и скелетниот систем, флуородезоксигликозата е препарат кој што се акумулира само во метастази кои што се од остеолитична природа, велиме. Тоа значи метастази кои што ја разјадуваат на некој начин коската. Меѓутоа, кај карцином на простата најчесто се работи за така наречени остеобластни метастази или метастази кај кои што имаме изградување, бујање на коскеното ткиво и многу често 5К скенот знае да не се прикажат на 5К скенирањето. Значи, во поново време постои нов радиофармацевски препарат, тоа е флуорохолин, кој што е специфичен за метастатски промени кај карцином на простата. Па добро, развиените земји кај што има производство на радиофармацевски препарати, можат да го искористат и овој радиофармацевски препарат. Значи, постојат други, повторно во 5К техниката, меѓутоа, како што реков, ние во моментов располагаме само со флуородезоксигликоза, така да не можеме да ја дадеме оваа услуга за флуорохолин, а се надевам во скоро време ќе се набави тој препарат. Значи, тоа е еден тип на карцином и кај карциномот на бубрек се смета дека во диагностиката не е многу препорачливо, заради тоа што самиот препарат се екскретира преку бубрезите, преку уринарниот систем, па имаме висока акумулација и природно, физиолошки на овој радиофармацевски препарат, така да може да се добие лажно позитивен или негативен наод во зависност од уринарната екскреција на контрастот и секако кај мозочните тумори. Повторно велам само овој препарат, бидејќи постојат во нуклеарната медицина други фармацевски препарати кои што се специфични за мозочни 5К студии, меѓутоа при користење на флуородезоксигликоза, мозокот е еден орган кој што е најактивен и кој што најмногу користи гликоза, така да ако видат пациентите како изгледа еден 5К скен, ќе видат дека имаме огромна акумулирање, огромна топла, обоена регија во проекција на мозокот, така да детекција на мали промени, мали туморски промени во мозокот е отежнато поради оваа, така да кажам, физиолошка природна акумулација на препаратот. Значи, тоа се неколку типови на карциноми кои што не се користи во примарна диагностика. Секако да речеме кај тумори на мозок, кај глиоми, глиобластоми, значи агресивни тумори на мозокот, се користи во следење на терапискиот третман, да речеме, ако е спроведена процедура од гама најф или радиотерапија на мозокот, значи се користи 5К скенирање, бидејќи ако е излекувана болеста, на тоа место ќе видиме ладен дефект, ние велиме, или една зона каде што нема да има обојување, нема да има акумулација на контрастот, што е точно показател дека третманот радиотераписки си ја завршил својата работа, а истовремено правиме и скенирање на целото тело, па следиме и дали нешто се случува и во другите делови од телото. Значи, една од предностите на 5К, не напоменав на почетокот, е дека правиме скенирање на целото тело. Значи, со едно движење на пациентот во апаратот, правиме скен на цело тело, што е исто така една голема придобивка за овие пациенти со онколошки заболувања. Да, не само тоа, меѓутоа тоа се обично тешки пациенти, понекогаш се дури и неподвижни, па е многу тешко да ги пренесувате од еден апарат на друг апарат, од еден оддел на друг оддел. Значи, овде со два модалитети во едно, значи нема станување на пациентот. Пациентот се поставува на креветот за скенирање и потоа се прави скенирање на целото тело, па имате две компоненти, функционално скенирање и анатомско. Со, така да кажам, кај нас трае 5К скенирањето од 20 до 30 минути во зависност од висината на пациентот, за тој временски период се завршува комплетно се, што е многу битно, повторно велам, за ваков тип на пациенти. И веројатно и пациентите би ги интересирало зрачењето колкаво е, дали е тоа најчесто поставуваното прашање, предходната подготовка, како ќе се изведува самата процедура и снимање?
Значи, на почетокот кажав дека препаратот FDG е краткоживеачки, 110 минути. Значи, велиме за неполни 2 часа, половина од дозата ќе биде веќе елиминирана, што самиот факт на ова укажува дека зрачењето е минимално. Ризикот од зрачење, значи не треба да ги плаши пациентите, малте не повеќе зрачи КТ компонентата, каде што има поминување на X зраци низ пациентот. Подготовката е едноставна и започнува 24 часа пред закажаниот термин. Значи се препорачува да не се внесуваат јаглени хидрати 24 сата пред скенирањето со цел да се намали, нели, онаја велиме компетитивна инхибиција или да не се заситат гликозните места во организмот со премногу внесени шеќери. Истото важи и за пациенти кои што се со шеќерна болест или диабетес мелитус. Значи кај нив нема контраиндикација за скенирање, значи може да се спроведе скенирањето, но со претходна подготовка од типот: ако се пациентите на медикаментозна терапија, значи може да си ја примаат терапијата без никаков проблем, а ако се на инсулинската терапија, се препорачува да се боцнат со инсулин 4 часа пред 5 скенирањето. Значи, истото важи и за овие пациенти, значи 24 часа да нема внес на јаглени хидрати, а за сите пациенти по 6 часа пред скенирањето воопшто не внесуваат храна, дозволено е само течности без шеќер. Значи чаеви без шеќер или обична вода. Тоа е, значи, 24 часа пред да почне постапката на скенирање. На денот, секако дека нашите пациенти добиваат и пишани и усни информации од нашата служба, така да нешто од тоа да не се заборави. Значи, нема, повторно велам, контраиндикација не само за лекови за диабет, туку и за сите други лекови. Значи, може пациентите редовно да си ја примаат терапијата. На денот на скенирањето, значи, се мери обавезно кај секој пациент нивото на шеќер во крвта, кое што треба да е во дозволени граници. Веќе кажав од која причина, да немаме компетитивна инхибиција на местата каде што треба да се врзе овој радиофармацевски препарат. Во колку е шеќерот висок, тогаш се презакажува испитувањето, значи не е дозволено да се изведува 5 скенирање кај пациент кој што има хипергликемија. Потоа се поставува браунила кај пациентот. Ние по протокол даваме и бензодиазепин во мала доза, значи тоа значи чисто да направиме една мускулна релаксација дополнителна кај пациентот. И во одредени временски интервали, во определени дози, интравенски се аплицира радиофармацевскиот препарат. Пациентите престојуваат во поединачни засебни простории. Целта е повторно, нели, да се минимизира дозата на радиација меѓу пациентите, секако озрачувањето на персоналот и на околината. Во мирна атмосфера, значи, дозволено е да чита, да си гледаат телевизија, секако во зависност од индикација, нели, ако правиме скенирање на мозокот, се препорачува да одмараат и така натаму. И времето во кое што чекаат е 1 час. Значи, за тој 1 час треба да бидат потполно релаксирани. Таа фаза ја викаме аптейк фаза или фаза на прифат на контрастот од страна на малигните тумори, во која што фаза, нели, веламе многу битно спокојно да се нели престојува во тие простории. После 1 час пациентот се поставува на 5 скенерот и најпрво се прави КТ скенирање во трајање од 10 минути на целото тело, а потоа симултано и 5 скенирање и целата процедура завршува најмногу за 30 минути. Повторувам повторно, значи ако го пресметаме целото време, отприлика пациентот престојува во нашиот оддел 2 до 2,5 часа. А како што веќе кажав, положивот е 2 часа, значи веќе ние пациентот го испуштаме со една минимална доза на радиација и велиме, препораката е да после скенирањето пациентот може безбедно да се врати на своите секојдневни обврски, освен нели што даваме препорака да биде ограничено престојот подолго време со бремени жени и мали деца. Така, да. Да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден и за следниот гледач. Доколку веќе го имаме на линија, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и водителката ни. Ви благодариме. Повторно и прашал од персоните гледачи, праша за телефон, за контакт, каде може да се
Така, ќе можете да најдете од клиничката болница Џибадем Систина, доктор Лилјана Муратовска ќе ја побарате и ќе можете да исконтактирате. Дали имате конкретно прашање во моментов за ова? Нешто, барем еве сега некоја консултација кратка. Да, нема проблем. Можда ова прашање ќе биде и прашање и за Нобелова награда. Ја прашале докторката со третманот на хемотерапија се уништуваат канцерогените клетки и оние што се добри клетки. Ако може за македонската јавност да каже конкретно канцер за дојка, произведен од хормонски проблеми, со хемотерапијата се уништуваат лошите клетки и добрите. Се предпишан е лек тамоксифен. Што помага, што лечи тој лек? Ако може, и ако е во контекст на медицината струга. Така, добро. Го разбравме гледачот? Да, го разбрав. Јас би препорачала да се јави, веројатно дали се работи за пациентката, значи да се јави во одделот за онкологија и радиотерапија, каде што подетално, значи, они се задолжени за тераписките постапки. Сепак ние во ПИТ центарот сме само диагностички, не спроведуваме терапија. Дијагнозата и главното кое што го третирате. Така да, веројатно третманот според ова што го кажа пациентот е како што треба. Се работи веројатно за хормон зависен тумор. Спомена дека со зрачење се оштетуваат и здрави и малигни. Целта на оваа напредна технологија, како што кажав, 5K има голем удел во како да кажем, планирање на радиотерапијата. Целта е всушност да се намали ефектот на здравите клетки. И можеме да кажеме дека ефектот на здравите клетки е минимален со оваа техника, бидејќи циљано апаратот зрачи само во туморските клетки. Така да во последно време ефект на здрави клетки речиси и да нема, а бидејќи е хормон зависен тумор, веројатно терапијата е како што треба. Меѓутоа сепак треба да се обрати до онколозите. Добро, да се види повторно уште еднаш како е. Добро. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да, ве слушам. Поздрав до вас и до гостинката. Ви благодариме. Имам едно прашање. Јас сум оперирана од карцином на града веќе 3 години. Наводно беше престадион, немам хемотерапија, немам зрачење, пијам таблети. Ме интересира дали треба да го направам ова снимање и јас. Да ви благодарам и го очекувам одговор. Доволни се податоците? Да, доволни. Како што кажа пациентката, се работи за ран стадиум. Реков дека за односно не реков, него да споменам дека 5K скенирање не може пациентот да направи самоволно и вообичаено ние индикациите ги добиваме од лекарите клиничари. Значи лекарот кој што ја води пациентката треба да процени дали пациентката е кандидат за 5K скенирање. Бидејќи се работи за ран стадиум кој што веројатно е излекуван, сепак дека се потребни одредени следења. Во колку клиничарот смета дека тоа треба да биде со 5K скенирање, значи се препорачува најпрво еднаш годишно да се прави 5K скенирање кај вакви рани стадиуми, потоа на 3 години, на 5 години, нели, за во моментот кога ќе сметаме дека комплетно е повлечена болест или се наоѓа во комплетна ремисија, веќе не се прават исследувања. Меѓутоа сепак тоа треба да го индицира клиничарот кој што ја третира пациентката, кој што го знае профилот на самото заболување, иако е низок стадиум, нели, да се просуди каков тип бил карциномот, дали има тенденција тој карцином да рецидивира. Значи сепак секој тип на карцином си има одредена биолошко велиме однесување кое што го знае клиничарот и според тоа треба да просуди дали пациентката е за 5K скенирање. Инаку лично ако ме прашува пациентката мене како диагностичар, значи сметам дека во колку сите параметри се уредни, од типот на тумор маркери, во колку не постои симптоматологија, дека треба само следење кај својот лекар, а не веднаш 5K скенирање. Сепак нели треба да се просуди бенефитот од едното и од другото, да, што би се направило и веројатно кај карциномот на дој често нели и помислуваат пациентките и сакаат така што побрзо да видат докаде е степенот, фазата на излекување, повлекувањето комплетно. Знаете како карциномот на дојка е еден тип на карцином кој што има веќе разбудена висока свест кај сите
граѓани, нели имаме една кампања на едукација на населението, така да најретко можам да кажам дека добиваме 5К скенирање кај карцином. токму кај Единствено овој ако се карцином, висок да. стадиум на заболување. Потоа постоење на другите методи од типот на мамографија, магнетна резонанса на дојка, значи сите тие се многу специфични, за разлика од 5К скенерот кој што е сензитивен, меѓутоа не е специфичен. Така да кај баш кај карциномот на дојката немаме честа индикација ако не се работи за некој тип агресивен или со висок стадиум. Така, не можеме овде како што сакаме да направиме магнетна или компјутерска томографија, нели ние како пациенти постојано слушаме, Да, информирани сме, па велиме сакам да го направам тоа за да проверам. Тука кај 5К што е, скенирањето како е. тоа не е дозволено. Значи, во Јапонија е направена една, нели они како најактивни во полето на молекуларниот имиджинг, направена една цела серија на, како да кажам, превентивни во наводници 5К скенирања со цел да се види дали кај одредена група на здрави луѓе ќе се детектира во ран стадиум одреден тип на карцином. Бидејќи многу често нели сите прашуваат дали може да направам 5К скенирање да видам да не имам некој тип на карцином. така, Разбирате, да, нели да. тоа е многу популарно. И утврдено е дека не е нели етички дозволиво да се прави таков тип на предвремено, превентивно, без појава на симптоми или некои други позитивни параметри за постоење на канцерска болест. Сега цело време зборуваме само за канцерска, меѓутоа има и 10% и други заболувања кај што е индициран 5К, меѓутоа бидејќи темата е таква, се задржав Ја само насочуваме новие комплетно на онколошки ова. иследувања. Па баш од таа причина што оваа флуородезоксигликоза се акумулира и во инфламаторни, во воспалителни клетки, за кои што ние специјалистите по нуклеарна медицина правиме дистинкција меѓу малигна промена и инфламаторна промена според квантификацијата која што споменав ја правиме. Заради таа причина нели не се препорачува да се прави превентивно 5К скенирање. Така, да. Доколку имаме уште едно јавување, да го слушнеме и последниот гледач за денеска. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до доктовката. Имам едно благодарим. прашање. Ме интересира, јас сум оперирана пред 13 години од миом на материца. Ме интересира сега работат ли на партиципација или како тоа? Ради една контрола да направам. Аха, сега дали добро ве разбравме, дали треба и дали може да се Дали направи? партиципација сме работели? Партиципација, Меѓутоа, добро, ти јас не кажам, слушнав убаво, да. Миомот е бенигнен тумор Так. на матката, значи тука нема никаква индикација за 5К скенирање сепак. Кај И бенигните поминало тумори, толку време, што воопшто не е ништо сменето, значи состојбата и ситуацијата е добра. Во протоколите индикациони за 5К скенирање немаме индикација за бенигнен тумор. Зборуваме само за малигни тумори, бидејќи флуородезоксигликозата се акумулира само во малигни тумори. Значи тумори кои што растат, бујаат, имаат значаен метаболизам, се делат, така да кај миомот нема индикација. Така, да. И штом поминало веќе толку време, веројатно во тој временски период повторно се правени прегледи, контроли, Да. состојбата е добра. Меѓутоа, нели, секогаш велиме, сакаме да се контроли осигураме треба кај својот дополнително, гинеколог да дека се прават, добро. кој што ќе утврди нели дали Така. е се добро или не. Секако тоа треба да се прават контроли кај гинеколог. А за 5К не станува збор тука. Точно. Уште само 5-6 минути ни остануваат од денешната емисија. Досегашните ваши визити беа насочени кон карциномот на тироидната жлезда и општо за заболувањата на тироидната жлезда. Може да го искористиме овој момент, барем во кратки црти да споменеме и токму за оваа 25 мај ми се чини и светскиот ден на Така, да, мај е месец на карциномите на тироидната жлезда. Нели, моја специјалност е нуклеарна медицина, меѓутоа како еден тип на субспецијалност е тироидологија, значи не сум ендокринолог, тоа да појаснам, туку само тироидолог, односно специјалист за дијагноза и третман на болести на тироидната жлезда. Бидејќи збориме за малигни заболувања, секако дека и тироидниот карцином, како карцином е карцином кај кој што може да се во одредени фази од болеста прави 5К скенирање.
Значи, тироидните карциноми се релативно добро диференцирани карциноми кои што имаат добра прогноза, освен еден тип на карцинома, тоа е анапластичниот тип на карцином, кој што е многу агресивен и кој што единствено тој има лоша прогноза. Другите типови на карциноми се добро диференцирани, тоа се папиларен, фоликуларен, медуларен тип на карцином. Најбенигнен, така да кажам во наводници, е папиларниот тип на карцином. Така да индикација за ПЕТ-КТ скенирање кај тироидните карциноми постои само кај поагресивните форми. Бидејќи сме правеле и други емисии, постои многу единствен, така уникатен, да кажам, лек за третман на тироидните карциноми, тоа е јодот, јод 131 или радиоактивниот јод, кој што многу успешно ги лекува тироидните карциноми во раната фаза. И овој препарат е, освен што е бета емитер, велиме, освен што лекува, може да се користи и за скенирање. Значи, со едно давање на доза кај пациент со тироиден карцином правиме и третман, и диагностика, односно скенирање на целото тело, за да видиме дали постојат метастази или не од тироидниот карцином. Така да индикација за ПЕТ-КТ скен е поставена само кога карциномот не фаќа, не акумулира радиоактивен јод, или постои високо ниво на тиреоглобулин, кој што е маркер за тироидните карциноми, кој што е тумор маркер, и во колку тој е мирен, а сепак со некој друг модалитет сме виделе метастатска лезија. Само во тој случај се индицира ПЕТ-КТ скенирање. Значи, ако е негативен јодниот скен, скенот со радиоактивен јод, тогаш се прави скенирање со друг изотоп или позитрона емисиона томографија. Истото важи и за фоликуларниот тип на карцином, а кај медуларниот само во колку се работи за дисеминирана болест. Бидејќи кај медуларниот вообичаено правиме скен на коски или други испитувања кај што имаме специфичен афинитет кон медуларните клетки, а ПЕТ-КТ скенирање само во колку постои сомнение за дисеминирана болест. Или воедно би рекла дека повторно не се користи ПЕТ-КТ скенирање во диагностика на тироидни карциноми, туку во следење на болеста во одредени незини фази. Од самиот третман и терапија. Да, и од целата тема во што зборуваме, значи гледачите да заклучат дека малигните болести може многу ефикасно економски да се изразам да се менаџираат. Само во колку рано се диагностицираат, во колку се спроведува ефикасен третман, кој што е возможно да се следи како тој третман делува на одредено заболување, и само така може да зборуваме за излекување. И во поново време не зборуваме дека канцерот е неизлечив. Значи, многу малигни заболувања, едно од тие и тироидниот карцином. Така, кои што се нудат за пациентите и како бенефити за самите пациенти. Јас обично на пациентите со тироиден карцином им велам дека ако можеме да избереме тип на карцином, така малку да се изразам, тогаш што е најдобриот, бидејќи има многу добра прогноза и многу ефикасно се лекува, бидејќи тука се работи за така наречена целна терапија, а се повеќе медицината, особено во полето на онкологија, оди кон таков тип на целна терапија. Значи да имаме терапија, да имаме диагностика, па и во нуклеарна медицина постои диагностика со одреден радиофармацевски препарат и истовремено со истиот препарат во колку се акумулиран во туморот и терапија, што е така наречена целна па персонализирана, да кажам, или ние велиме тераностика, терапија и диагностика во едно. Така, за резултатите кои што ги очекуваме да бидат позитивни и добри во секој случај, нели, за самиот пациент. Така, точно. И она што веројатно препорака и ваша ќе биде дека треба да внимаваме на своето здравје, да правиме редовни превентивни прегледи за навреме да откриеме нешто, да не чекаме состојбата да биде влошена или да биде во некоја многу понапредна фаза. Ние сме најсреќни кога добиваме негативни наоди, морам да кажам. И секако имаме многу среќни, да кажам, приказни во нашето работење. И од тоа искуство наше, би кажала дека е многу битно раното навремено препознавање на симптомите, брзо јавување на лекар, рана диагностика и потоа препуштање и верување на терапевтот за целосно излекување на болеста. Така. Ви благодарам што ни бевте на визита. Благодарам и на вас за поканата.